Здраво друштво и добре дојавте во уште еден лајв. Продолжувам со серијалот на лајвови. Ова е веќе четврти поред, ќе бидат 7 и одговарам на ваши прашања и теми кои ми ги поставивте во групата Свесно дружење на WhatsApp, но исто така сакам да допрам малку подлабоко зависно која е актуелната тема. Па сега вака. Инспирирана на ова видео бев од вчерашниот разговор, односно размената на говорни пораки кои ги имав со мојот клиент од Канада. Фантастичен дечко кој само што започнавме да работиме со хипнозата. И се случува еден феномен кој е многу интересен, а тоа е, ние имаме група од 4 сесии, каде што во првата започнуваме со хипноза, втората е коучинг сесија и во периодот тие прв блок на сесии се случува не да одат нагоре клиентите, него одат надолу емотивно, ментално и тоа се случува на 80 до 90% од луѓето. И на самиот почеток тие мислат дека ова не функционира, зашто уште сум понадразнат од него што пред да почнам на самата терапија и така натаму, но за мене со досегашно искуство тоа е одличен знак и символ дека тие одат во прав правец. Односно, што се случува? Со самата хипноза ние се враќаме многу назад во детството, во периоди каде што била заглавена таа некоја енергија или било причина за заглавување и тогаш се отвара едно поле и додека тоа поле најде место каде ќе се складира и како ќе го разбереме, ние сме распрснати на сите страни и овој мој клиент ми кажа сега имам, не знам дали воопшто има смисла, не знам што се случува со мене, многу ми се интензивни емоциите, не можам да се справам, тешко ми е да ги правам вежбите што ми се зададени и така натаму. А јас ќе ви објаснам што се случува и како ќе го поврзам ова со вас кои сакате да направите промена без разлика дали правите некоја терапија или не. Доколку се наоѓате во ситуација каде што веќе почнувате некоја промена, сте одбрали некој правец, односно сте дали дозвола на терапевт, учење, коучинг, книга, правец, што и да ви помогне да направите промена. И доколку чувствувате дека постојано пробувате, но цело време стагнирате, тоа е поради тоа што вашето его почнува да се бори со раце и со нодзе да остане таму каде што сте, односно да не се случи таа промена. Но егото е овде, свеста, вашата свест, вашата душа е овде. И вие можете од озгора да го наблюдувате како тоа его се бори со раце и со нодзе да ве врати во позната ситуација наместо да одите напред. И ќе ви дава најразлични изговори од тоа да овие методи не функционираат, ова се глупости, да беше така сите ќе направеа промена, па и не е толку битно сега, ајде да се менувам. И 300 изговори ќе ви најде вашето его да ве врати назад во старо. Но што всушност треба да се случи за да се направи таа промена? И зошто не се случува кај многу луѓе? Односно кај некои луѓе? Затоа што немаат изградено капацитет и не сваќаат дека ова е идентично како една видеоигра со повеќе нивоа. За да преминеш на следно ниво, на здравје, финанси, односи, што и да е, ти мора да имаш капацитет емоционален пред се да се носи со овие предизвици кои се на ова ниво. Доколку не можеш да го надминиш ова ниво, не одиш на следно. Или во поинаков превод би ви дала доколку едноставно не можете да ги надмините овие предизвици, имате емоционална блокада овде и не сте ја научили лекцијата која ви била дадена, нема понатаму. Секој пат кога ќе се свртите, кога ќе ја земите ситуацијата како поклон и ќе сватите чекај малку, ова е проблем, ова е предизвик. Што ми покажува мене? Наместо да го обвинувате животот од другите луѓе или што и да се чувствувате како жртва, земете го тоа што ви се случува и наблюдувајте го од едно високо ниво на свест и сватете дека тоа ви е дадено како поклон. Во моментот кога ќе сватите дека тоа ви е тука ви лежи одговорот како да одите на следно ниво, односно се прашате. Пример, имате предизвик со вашата пријателка
или на ниво пријателство. Имате предизвици, луѓето мислите дека се себични, дека не ви обрнуваат доволно внимание или што и да, или дека ви ги газат границите. Што треба да направите да одите на следно ниво на пријателство, односно да имате искрени пријатели, да ви се појави во вашиот живот луѓе кои ќе ги почитувате, со кои ќе градите спомени, луѓе кои ќе ве сакат, ќе ги сакат и така натаму. Што треба да направите? Пред се треба да видите кои се тие предизвици и пречки што треба тука да ги надмините на ова ниво на играта за да одите следно ниво. Во овој случај би било да научите да поставите граници, да научите вие да бидете пред се најдобар пријател за такви пријатели, да видат огледало на вас. Да знаете кои се тие пријатели што сакате да го поминувате времето, колку сакате да поминувате време со нив, да го дефинирате и така натаму сите единки што се врзани за пријателство. Кога тоа ќе го сознаете, кога тоа ќе го отелотворите и ќе почнете да се однесувате, размислувате и чувствувате на тој начин, веќе сте преминале на следно ниво. И што се случува? Тогаш имате капацитет да кај вас дојдат луѓе што се искрени и да видите дека видите дека се искрени. Во спротивно не би виделе дека тие луѓе се искрени, дека тие луѓе, значи во спротивно би вашиот фокус би бил на тоа дека сите се себични, дека не можете да им верувате затоа што фокусот ви е ставен на минатото и тоа како досега биле вашите пријатели. Кога тоа ќе го надминете, ставате фокус и на потенцијалот што може да ви се пружи понатаму во животот. Тоа можете да го имплементирате на било кое ниво. Ајде да кажеме на финансии. Зошто не одите на следно ниво на финанси или на следен левел во оваа игра? Останувате до таа бројка, не можете да одите погоре, а и подолу, тука негде стоите, што постои тој термометар на финанси. Зошто? Има многу начини, секој си знае за себе која е неговата приказна, која е неговата лекција и што треба да научи. Тоа можете да го почувствувате секој од вас индивидуално. Вашата интуиција и како ви кажува што е тоа. Ако не ми верувате, пробајте да се смирите, да се фокусирате на дишењето една минутка и поставете го прашањето. Која е мојата задача? Како да одам на следно ниво? И те како ќе го добиете одговорот? Ако не одма во рокот една недела, ќе добиете одговор на ова прашање. Кој е вашиот чекор да одите напред или да бидете подобри на тоа поле? Ако се работи за финансии, што може да биде предизвикот? Да биде, например, доколку имате длабоки уверувања околу финансиите, дека ако имам повеќе финансии, ќе ми бараат моите блиски, па џабе заработувам повеќе кога ќе треба да ги дадам. Не знам да раководам со пари, ќе ги расфалам, па потоа ќе се чувствувам виновна. Кај мене не доаѓаат пари, никогаш не имало во моето семејство и така натаму. Кога се работи за финанси, за да одиме на едно следно ниво, тоа го работиме и на програмата со Сања, Money Made Simple, која планираме да исто така да објавиме од септември или октомври на македонски јазик, да направиме една длабока едукација не само на интелектуално ниво во однос на финансите, него и на едно емотивно ниво. Како би оделе на едно повисоко ниво на финанси, со тоа што би научиле како IQ на парите, односно интелигенцијскиот коефициент на парите и емоционалниот коефициент на парите, EQ, да се едуцирате на ова поле и да одите понатаму. Што значи тоа? Доколку можете да се носите со оваа количина на пари, односно доколку сте во стресна ситуација, ево сега доаѓа крај на месецот и ви остануваат 2 дена каде што имате минимум на финанси, тоа ви ствара паничен напад. Дали можете да создадете капацитет каде што емоционално ќе создадете вера дека кај вас ќе дојдат пари, дека парите доаѓаат и дека се флоу, дека верувате дека во животот има еден потенцијал да парите течат. Како кон вас, така и од вас. Дали верувате во тој флоу?
Дали во тие 2 дена кога станува таа паника, можете емоционално да го издржите тоа и кажете верувам дека ќе дојде подобар начин, ќе најдам друг начин да дојдам до финансии, ќе обезбедам, нема да бидам оставена сама, што и да е. Дали можете да останете емоционално стабилни, мислам позитивни во тој период? Ако да, тоа е знак дека можете да одите следно ниво. Ако секој пат на крајот на месецот ве фаќа паника, и повторно, тоа значи дека вие не сте надминале лекцијата и останувате таму се додека не ја научите. Тоа исто и за штедењето. Доколку ве фаќа паника ако имате премногу пари. За трошењето, доколку ве фаќа паника ако потрошите малку повеќе пари и така натаму. Ова се дел од емоционалниот коефициент на парите. Постои еден интелектуален коефициент каде што има одредена структура како можете да менаџирате со парите, да ги буџетирате, да ги инвестирате, да ги едноставно генерално да ги менаџирате. Како пари, така односи, така кариера, што и да е. Ова е видео игра. Мора да го надминете, да имате капацитет за овај левел како би отишле на следен левел. И сега често луѓето не одат на следен левел затоа што се мазохисти. Односно, уживаат во сопствената болка. Уживаат да бидат да се само сожалуваат, уживаат да бидат жртва. Не по своја волја, тоа е се подсвесно, на подсвесно ниво, но што се случува? Ајде ке кажам да ги видите корените од каде потекнуваат. Доколку сте се нашле во некоја ситуација додека сте биле дете, во некоја ситуација каде што била тешка, ајде да кажеме, како вашиот родител се однесувал со вас во таа ситуација, вие сте почнале понатаму да се однесувате сами према себе. Ако тој родител, например, сте скршиле чаша и ако тој кажал неспособен си, не можеш, 100 пати ти кажа, види каде гледаш, што и да е, доколку се однесувал така према вас, понатаму во животот, вие тоа однесување го имплементирате према себе и доколку ви се случи некоја несреќа или неуспех, вие почнувате така да се однесувате со себе, затоа што тоа ви е во вашиот автоматизам, во автопилот. Па понатаму тоа го имплементирате со децата на себе и така натаму. Како да се прекине овај ланец е со препознавање. Да препознаете во која ситуација како се чувствувам. Ова ќе го правиме на работилницата мојата најдобра верзија, каде што ќе видиш во конкретен начин како јас се однесувам, како избувнувам, што ми се случува и во кои ситуации, во кои сфери од мојот живот јас немам резилиентност, јас не можам емотивно да го издржам тоа ниво, па останувам на тоа ниво или паѓам на претходно ниво. Како понатаму да одам во следно ниво, тоа се детално ќе го научите на работилницата мојата најдобра верзија во Охрид. Може тоа да го направите со пријавување на линкот во описот, но тоа што сакам да ви го дефинирам е дека промената е тешка. И не е лесно да каде што си се залежал 40 години во таа комфортна зона на жртва, да се некој друг е крив, да ти ништо не можеш, немаш моќ и така натаму и така во таа мазохистичка ситуација каде што уживаш во твојата несреќа. Кога го освестиш тоа и сватиш дека тоа веќе не ти служи, ти се досади од тоа, ќе се направи промената, но не мора да трае тоа многу. Затоа и ве поканувам и затоа ги градам ваквите работилници, затоа ги создавам овие работилници, да можете да го свестите тоа и на рапиден, брз начин, како што и самата хипноза, да дојдеме до тоа, окей, ова не ми служи повеќе, ова не сум јас, ова не сакам да бидам јас, како понатаму.
и да научите што е таа доследност, што е таа љубов према себе и како во ситуации кога егото ќе бара начини да ве убеди не, ова не функционира, ајде, ова е досадно, или пробувате 5 дена, 6 да се откажувате, како во тие ситуации да се себе поддржите, како во тие ситуации да си кажете не, вреди, ќе издржам до крај, не, вреди, ќе ги видам резултатите, затоа што мојот клиент ми кажа, ако си кажувам благодарности, ако кажувам позитивни работи, тоа е како да се лажам себе. И тоа чувство си го имали кога си бил дете. Си имал чувство дека мајка ти те лажала тебе дека си глупаво, ама си научил дека е тоа така и дека си ти глупав, па така и ова. Потребно е време да се одвикнат тие образци и да сватиш дека ти вредиш и дека ти можеш. Со повторување на тие афирмации, на тие благодарности, на тие реченици кои кажуваат дека можеш да одиш во позитивен правец, ќе ти дадат фокус на твојот ум, каде што ќе почнеш преку ден да ги гледаш тие работи. И потоа тие работи ќе ти се појавуваат во твојата реалност и тоа ќе ти биде доказ за кој ќе се фатиш и ќе речеш да, ова функционира и јас ќе продолжам по овај пат, затоа што ми дава убаво чувство, затоа што знам кој сум, затоа што тоа е од дното на мојата душа, разбирам дека ова сум јас и можам тоа да го постигнам. И да, можеби ако сте почеток на некоја трансформација, не можете одма да поверувате дека вас ќе ви се случи таа промена. Ама затоа ги правиме овие групни програми, да видите, ќе слушнете и многу други приказни каде што направиле промена, каде што редовно со практицирање на овие практики дошле до тие пречки и ги надминале. Го преминале на следно ниво на оваа игра и каде што исто така има предизвици, само вие градите поголем капацитет. И ова го спомнав на еден мој стори, на едно моје стори на Инстаграм, дека не станува полесно, само вие станувате посилни. И дека станувате посилни во животот и тие нивоа нагоре можете да ги издржите. Кога ќе ги научите правилата на играта, нема ниво кое не можете да го надминете. Само се вртите према себе, гледате што е тоа што е ваша лекција, ја земате, ја обработувате и продолжувате на следно ниво. И да, денеска моментално баш имав едукација на оваа тема дека универзумот, Бог, како и да го наречеме, моментално свеста не поддржува во нашето растење. Ако денес направите чекор, ќе бидете многу посилно турнати напред, поддржани него тоа да сте го правеле претходно. И нема да престане креацијата да ве поддржува во овај тек, во носење одлуки, во живење на својата страст, во живење на вашето вистинско јас. И верувајте, не е комплицирана таа промена. Решенијата се многу едноставни. И за се во животот, да знаете, доколку ви дадат комплицирани решенија, тоа не е тоа. Решенијата се секогаш едноставни, проблемот е комплициран. И овие решенија кои ќе ги добиете на работилницата во Охрид, ќе бидат лесно применливи како на самата работилница, така и понатаму во вашиот живот и секојдневно ќе можете да ги видите тие промени. Исто така таму ќе има некои од моите клиенти кои ќе ви споделат искуства за тоа што досега им се случуваше во животот и како се направи, како направија промена и низ кои пречки мораа да поминат за следно ниво на играта. Така да ве очекувам да се пријавите на работилницата на 26 јули. Се гледаме 3-часовно искуство кое е на вистина Life.